А сега, имаме прекрасна гостинка, која што ни го разубави студиото со зеленило. И јас ќе кажам добре дојде и се радувам што сте тука, затоа што на сите ни се потребни совети, поготово на нас кои баш не толку многу умееме и знаеме некогаш да ги зачуваме овие прекрасни растенија. Емилија Гиневски, колекционер и љубител на растенија. Нега и грижа на собни, затоа ќе ни биде темата растенија во зимскиот период, но сигурно дека вие во летниот период можам да замислам. Во куќа сте или? Во куќа, да. Вашиот двор како изгледа? Па сите растенија од внатре идат надвор, преубаво е. Беше Ирена. Да, имаме можност да погледнеме, но сакам да кажам со очи во живо е сосема друга слика. Само ќе ми дозволиш, Иренче, со оглед на тоа дека во моето семејство имало некој што многу ги сакал цвеќињата, и поготово во летниот период на тераса. Дали вие им правите муабет вака народски да се искажам на цвеќињата и им зборувате? Да, им правам и муабет и музика им пуштам и се разговарам со нив и се враќа сето тоа. Вистина е така. Вистина е, добро, ви благодарам. Иренча, повели. Благодарам, Слободанка. Слободанка, Емилија има над 200 над 200 растенија, не видови, туку над 200 растенија, така? И видови, значи различни, така? Различни, ретко која ми се повторува. И една навистина оаза, како една оаза е нејзината летна тераса, тогаш бевме надвор, значи рај за очи, бидејќи местото каде што живее во кисела вода, обколено е со згради, навистина една убава оаза, насредо на оној бетон што е околу незе, да. Преубаво, навистина и навистина е пасионер, љубител и колекционер и на многу ретки растенија, бидејќи ги набавува од странство, не се сите од овде. И човек кој што навистина може да ни каже, да сподели совети за тоа како да се негуваат собните растенија во овој зимски период, кога имаме повеќе влага, воздухот дома е малку посув, кога е надвор влажно и за сето тоа ќе ни споделите, Емилија, совети. Значи, за почеток собни растенија, како да се грижиме во зимскиот период? Така, специфично е многу и тешко е да се чуваат. Така убаво изгледа кога е сето зелено, меѓутоа се сакаат и внимание и нега. Јас ќе почнам прво со местоположбата на растенијата, дека треба да бидат на светло, најчесто покрај прозори или покрај големи прозори. Ако не може да се овозможи светло, тогаш иде опцијата вештачка светлина, како што се сите кај мене, пошто невозможно е на 200 растенија да им овозможите простор, нели? Да. Имам вештачко расвето, осветлување, значи... Тоа е некое специјално за растенија осветлување? Рефлектори, видете, комерцијата си прави своје, меѓутоа ова се обични рефлектори, буквално како вие вашиве тука, со тоа што треба бела светлина. Значи, како што ми е поставеноста на собата, имам лево и десно рефлектори и секој сабајле ги вклучувам во 8 и ги гасам навечер во 8. Прво е светлината. Најбитен фактор е светлината. Тоа кој го знае, кој не го знае, меѓутоа ако сакате да им се посветите и да ви бидат убави и преубави, значи мора да има прво светлина. После светлината доаѓа наводнувањето. Значи, после наводнувањето иде прихраната и јас ќе кажам за наводнувањето, пошто е тоа најчесто прашање. Тоа сакам да прашам. Тука и најмногу грешиме, кога е наводнувањето, или премногу вода, или премалку вода. Зборуваме сега за зимскиот период, не за лето, туку во овој период. Како да биде тоа оптимално? Оптималното поливање на растенијата е многу тема за дискусија, веднаш ќе кажам. Меѓутоа, еве јас ќе споделам еден трик мој, за да им биде полесно на сите што буквално патат растенијата зимно време. Да. Значи, јас себе ќе ви кажам, најчесто е и јас тоа и го правам и дома, колку можам со сите растенија, парцијално ги туширам во када. Значи, ќе соберам 4-5 растенија, ги туширам. Значи, од листовите, така? Од све комплет, прво листовите, па после обилно ги поливам. Да речеме, 1 до 2 минути директно во саксијата, да. Се цедат саат до 2 растенијата и потоа се враќаат на место. Со ваквото поливање, значи немате утка, зашто целата вода ќе истече. И
после јас можам со сигурност да кажам дека 2 недели не треба да ги гледате растенијата. Ама вие тога работите секој ден со оглед на тоа што имате 200 растенија, така. Видете, некои сакаат повеќе вода, Повеќе, некои да. сакаат помалце вода. Јас овие тука што ги донесов, ќе им објаснам после на гледачите, овие се да речам basic растенија кои што кај повеќето успеваат. Сега кај тие што не успеваат, секогаш негде се греши. Меѓутоа 90% од растенијата, посебно овие тука што ги донесов, се така полесни за чување. Одледување, Да, односно да. за нега и за чување, грижа. за одледување, Може да да. кажете кои се овие растенија еве за гледачите? Да. Орхидејата е Да, предпознатлива. орхидејата сите ја знаеме, сансевиријата, еве може да видите, ова е млада, ми ја дадоа, значи јас ја растам од малечка, ја донесов конкретно да ја видат и нејзе. Ова е спатофилум или женска среќа ја викаме во Македонија. Таа расте со белиот тој цвет како Цветот цвета на пролет, така? Да. Така? Не, тој Не? може до сега ми цвета, зависи ако му се погодат условите, тој цвета цело време. Меѓутоа, зависи колку е стара растението и X други причини. Тоа е напред е замија и таа е доста позната. овде доле да, што имаме таа- ставено. Таа е замија. Ова е црна замија, ревен се вика. Меѓутоа има и основна, не знам дали приметувате, има црни листови. Да. Не знам дали ја видовте. Ова новите се зелени, значи тоа се новите листови. Инаку има обична зелена, ова е малце поспецифична црна и ова е аглоанема. Најчесто Ова овде на масата, така. Да, тие се многу благодарни растенија сите што ги донесов за да им помогнам на гледачите да не купуваат кога ќе видат убави се преубави, меѓутоа прво треба да се прилагодиме, да видиме дали можеме да чуваме растенија, дали имаме услови за да не се разочараме, нели? Секогаш тој фактор е прво убавината, меѓутоа не треба Да. секогаш да се водиме од тоа. Ова кажавте како е Ова е сансевирија, Сансев- ова е кактус инаку. Кактус. И ова е буквално во сите домови може да вира, зашто Прочистувач верувате на- на 2 месеци се става само малце Само на вода. 2 месеци? Да, на 2 месеци. Може и на темно да се чуе и на потемно место, не мора да е Значи многу не светло. бара некои специфични Не, услови не. за живење. Многу добар прочистувач на воздухот. Е, тоа сакам Сите да кажам, овие прочистувач растенија, на воздух, да, така. Сем орхидејата, таа е декоративна, посебно спатофилумот, исто така и замијата и палмите, исто така ги препорачувам за прочистување на воздухот. Сансевири, мислам дека повеќето ги знаат како Да, големи да. жбунови растат. Во ќошови ги ставаат и мислам дека го викаат и свекрвен јазик. Да, така народски. Може би дека така, Да. така има нели големи Да. и долги листови. Да. Кога сме тука веќе кај овие растенија кои што ни ги донесовте, она што најмногу има интерес тоа е за орхидејата, нели? Ја се договоривме да ја донесете и да споделите некои совети за тоа како се чува и каква е грижата на орхидејата, бидејќи не знаеме секој од нас. Често пати ни угинува, а е убаво цвеќе, декоративно кажавте така. Да. Орхидејата, јас многу ги сакам орхидеите, минатиот пат говоревме за нив. Намерно ви донесов сега да ви посочам дека е најлесна за чување. Најлесна? Да, најлесна. Зошто? Затоа што не бара многу внимание. Значи, еве јас намерно вчера иставив и вода, сакам да видат и гледачите, ако може да се види. Еве, А внатре во внатре. Значи, саксијата? ова е моментот што мора да се запази. Вака се купуваат, нели, во пластични саксии. Само, еве, на камерата да може поубаво да се Еве, види. може да го видите коренот, тој е преубав, зелен. И внатре водичката, сега ќе ви кажам и до каде, намерно ја полив за да им покажеме на гледачите, значи од прилика до тука се става водата. Сега не знам. Да, се дали гледа, се се гледа, гледа. да. Што се случува со орхидејата? Значи Мора да е нонстоп во вода. не, тоа сега сакав да ви кажам, значи јас ги поливам орхидеите еве уназад 10-15 години, значи на 15 до 20 дена. Е толку вие за орхидејата. Значи, Ама вака, како што споделивте, така? Да, значи морате во внатрешната саксија да ставите од прилика 3 прста вода или 1/3 од саксијата. И толку ви е за орхидејата. Значи не е таа воопшто тешка за чување, меѓутоа мора да внимавате да стои на источен прозор за да има цвет. Значи сонцето го дава цветот или на југозапад. Значи тоа е исто многу битно, ако ја ставите на север орхидеја нема да ви цвета орхидејата. Значи тоа е исто многу битен факт.
Јас верувате дека се тие епифити, значи се паразити, не знам дали знаете како живеат орхидеите, на кората на дрвото. Немам многу знаење околу оваа тема, затоа ве слушам, да, Сега ќе внимателно. ви кажам и гледачите да знаат дека е епифит или паразит е орхидејата, која што се закачува со овие корените Корењата, на корен на дрво. Значи во Бразил ги имате како кај нас багрем што расте, така растат орхидеите. Се закачува за коренот за дрвото и така функционира. И колку прима вода од дрвото, толку живе орхидејата. Значи колку има вода, толку живе орхидејата. Тоа е, значи на 15 дена да ставите 1/3 вода и толку сака Значи во две орхидејата. саксије. Мора Така. во две саксије. Тоа е марифетот. Марифетот така, е тоа. Не е само да Така. се има една саксија и да се дотура вода, тоа не. Тоа не. Има и друга опција, таа е, ајде да речем исто како тие што се поливаат обичните, исто и оваа орхидеја. Значи, ако имате само една саксија, ќе ја ставите под чешма едно 2-3 минути, исто да се исцеди и после 2 недели истиот процес пак ќе го повторите. Меѓутоа, ова е подобро затоа што таа се зима толку Колку што е што и потребно. треба. Ето тоа е за орхидејата. Мене ми се најлесни за чување. Многу прават баук околу тоа, меѓутоа Во кој период од годината може да се чува орхидеја или нема правило? Нема правило, само внимавајте сега зимно време, знаат и смрзнати да бидат, таа ќе ја купите вака како цвет, меѓутоа знаат при промена и при шокови на температури. Значи не сака орхидејата. Исто друго што не сака, што морам да напоменам, е да не се пипка. Значи кога ќе се стави на едно место, толку. Толку, да не се преместува, тоа мислите да не така? се преместува, кај мене стојат на прозор, ги преместувам само кога треба да се поливаат. Да. Имаме и фотографии, еве доле, Да. еве ги фотографиите, повторна орхидеја. Ова се сега снимени кога ни сега. падна првиот снег овде во Скопје. Да. Ова се вашите орхидеи Да. и преубава боја. Она што ги интересира, претпоставувам и гледачите, љубителите на растенија, на стобни растенија, како е прилагодувањето? Како постои ли процес некој, дали треба нешто постепено, дали треба да се изнесат надвор, можеби кога е лето, кога е пролет, или се чуваат само во соба? Според вашето искуство. Според Што им е моето потребно на искуство, растенијата? Најбово е сите собни растенија да се изнесат Надвор. ако се имаат услови надвор. Меѓутоа, ретко кој има услови, јас имам таква среќа да сите од натре ги изнесувам надвор, каде што бевте и каде што ја посетивте градината. Али прилагодувањето дефинитивно зимно време е многу тешко за растенијата. Јас се трудам да ги внесам растенијата од Постепено? Не постепено ги внесувам кога се температурите негде кога ќе паднат до 12 степени навечер Надвор, температурите. Па гледам да не се пуштаат грени тела топло едно месец дена, значи адаптација јас им правам месец дена буквално, додека не се пушти дома грејење. Значи јас на клима сум дома. И 20 степени имам цело време температура за Тоа е растенијата. оптимална температура за зима? Оптимална и најдобра температура е 20 степени, според моите домашни услови. Сакам да кажам дека и влагата е многу битна. Кај мене дома се во трпезарија со кујна, значи кај што се готви има влага. Некогаш треба и вештачка влага, околу 50 степени треба да има влага. Има многу параметри за убави растенија, меѓутоа луѓето што се занимаваат со нив треба да ги запазат за да имаат успех во очувањето на растенијата. Да. Емилија, оно што е многу важно и би сакала да споделиме од ваше искуство, совети околу прихранувањето на растенијата, поготово во зимскиот период. Зимскиот Има и тука летниот некоја период... тајна, претпоставувам? Тајна состојка? Да, има контрадикции дали треба или не треба. Јас ставам прихрана, еднаш месечно гледам да ставам. Ставам кристална прихрана, тоа е во зрнце прихраната, ја растворам со вода, од стојана вода, кога можам и колку можам, пошто имам многу растенија. И еднаш месечно ставам кристална прихрана. Не ги употребувам многу течните ѓубрива, затоа што квалитетот не секогаш им е добар, а тука со кристалната прихрана, тоа е кристално ѓубриво, се зима во земјоделска аптека и воопшто не е скапо. Многу трае, пошто килски се пакувањата се килски и може да ви трае по една година. Значи, многу малце се става, по една лажичка се става во водата. Не, во водата се раствара и се поливаат растенијата. се полива, така. Да.
не би ставала од... Има разни сега многу голема е палетата, има и за орхидеи, меѓутоа јас на орхидеите не ставам прихрани, значи чисто само вода ставам, на 4-5 години, евентуално субстратот ќе го сменам и толку. Да. Сега, ова се некои, како велат, мали тајни, Финеси, да. Финеси Да. на големите мајстори. Вие долго време се занимават, односно ова е ваша љубов, ваша Да, пасија. да, хоби. Хоби, така се овие растенија, собни, така? Да. Повеќето се собни. Собни се, тропски се повеќето, ги адаптираме да бидат собни, инаку сите се надвор во природата. Да. нели? Зимно време, кое е според вас од вашето искуство и комуникација со вашите, да кажам, пријатели, членови, Да. имате и Facebook група и за тоа малку ќе позборуваме. Во зимно време, во зимски услови, кое е добро растение да се чува? Што би им препорачале на нашите гледачи? Па за почетници, па и за другите, јас ова е за почетници, меѓутоа јас многу си го сакам. Јас би препорачала, ете, спатофилум, би препорачала замија и аглоанема како меѓу најблагодарните, затоа што се многу издржливи. Значи, да сгрешите некаде, растението ви дозволува да се надополните. Замијата исто многу малце бара вода, затоа ја донесов. Таа може би како растение е поскапа, меѓутоа трае многу години. Јас би ги посочила тие 3-4. Има многу други, палма исто би посочила и фикус стандард. Да речам, предпоставам дека ги знаат и гледачите, дифенбахијата таа со големите шарени листови, тоа се тие бейзик растенија кои што се многу благодарни. Други растенија не би посочувала, исто така и сансеверијата секако. Рипсалисите и кактусите, има големи кактуси, има мали кактуси. Малце е поопширна темата. Јас сакав да донесам и рипсалис да видат. Има многу интересни растенија кои што стварно не бараат многу нега, а многу се успешни во развојот. Така. Сега, напоменав дека имате и Facebook група. Да. Тоа сте вие пасионери, колекционери на растенија. Како ви се вика, може да споделите еве за сите љубители на растенијата и што најмногу полемизирате таму? Најмногу полемизираме околу поспецифичните растенија, значи ова се за нас бейзик растенија, нели? Веќе сме ги надминале одамна. Разговараме најчесто за па добро, некогаш не може човек се да знае секогаш, нели? Така е, секогаш човек нешто добро учи. дојдено да се размена на мислење. Затворени ни се групите, значи имаме по 10-20 членови, затворени се групите и се дискутираме секогаш зашто ова вака, зашто тоа така, и верувате дека во различни средини растенијата секогаш различно се однесуваат. Тоа е многу интересна работа. Па исто и како животните, значи сите си имаат своји специфики, меѓутоа јас, еве кај мене така вира орхидејата, да речам бейзикот сите тие се за употреба на, како сега што ви објаснив, меѓутоа во некои други услови можеби некои други растенија ќе бараат нешто плюс. Затоа кажав, значи секоја животна средина за секое растение е различна. Основите се тие, меѓутоа секогаш има нешто плюс што може да се додаде или треба да се одземе. Емилија, кажавме дека пасионер сте и колекционер, имате растенија од насекаде во светот. Кој ви е вас растение кое што е најретко, а вие го поседувате, бидејќи 200, над 200 растенија, навистина е бројка за респект. Па ретко и како растенија, го носите овде? Па од Србија доста се носи. Значи јас Монстера албо се вика там, не знам дали ја познавате. Многу ја сакам, доста ми е тешка за одгледување. Ете, например, од толкуте растенија што ги имам, там е бас специфична. Нешто не можам да ја погодам, меѓутоа полека се совладува. Тоа е моментот што го кажувавме. Каде живее тоа растение? Во Азија живеат најчесто, меѓутоа ова е хибрид. Ако се сеќавате, зборевме за моментот за хибридите. Повеќето специфични ретки растенија се хибриди, тоа со тие бели, жолти плюс линии. Значи, од Азија доаѓаат повеќето, некој ги има во природата, некој не, меѓутоа, овие што се хибриди, се вештачки. Ви се предизвик за одгледување, предизвик така? сте, да. И интересно кога ќе се совлада некој растенија, веќе е полесно да се чува, инаку вниманието си прави свое. Секое внимание и секое, нели правевме тоа муабет сакав да прашам. Која е тајната, еве, ова се навистина, се гледа дека се преубави, имаат и нега и грижа. Која е тајната за едно растение да живее долго? Тајната е да се
внимава на него, да си има мониторинг, да се гледаат редовно. Јас не дека цело време сум со нив, меѓутоа јас свака буквално од око ги гледам дали им треба вода, дали им треба влага, значи мора да се има мониторинг редовно. Сега јас кажам цело време дека музика им пуштам на растенијата, можеби не разговарам со нив, меѓутоа вајда си го осеќаат тоа и самите растенија, ја чувствуваат, како што кажа и Слободанка, дали им зборувате, дали сигурно дека си ливченца жолти треба, па и со тоа туширањето, значи сето тоа си самото растение си го осеќа. И ви враќаат. Враќаат, да, верувате дека враќаат, да. Ја пак ја споредам со животните, со растенијата, значи секој внимание си враќа. Кое ви е вас најлесно и најомилено растение за чување? Па едно од поомилените ми орхидејата, да, овие се расцветаните, меѓутоа имам уште 10 што се веќе со цветни гранки и со пупки. Може требаше да донесаме некоја. Имам по 10-15 години орхидеи. И најлесна толку што ви живеат 10-15 години? Да, 10-15 години. Ако се смени супстратот, тие може да живеат. Значи, тоа сака да кажам, колку долго може да живеат? Да, многу, значи ако се одржуваат, нема смрт за нив, да. Тоа кажува, значи, за вашата посветеност. 10-15 години, навистина... Да. Почнуваат цветните гранки да се намалуваат, тогаш кажува орхидејата дека треба супстратот да се смени, пошто нели со годините си поменуваат сите тие хранливи работи што треба. Еве го, ова е супстратот, специјален има за орхидеите, за нејза највише збориме денес. Да, и јас пак ви кажам дека е најлесна за чување. И највише си ја сакам и најлесна ми е за чување. И ме радува во ова сивило, значи во Скопје, кога ќе си седнам дома и кога ќе си пијам кафе во собата, верувате дека многу ми е убаво со орхидеите и со сите растенија. Со сите растенија што ги имате. Многу убава енергија. Многу убава. Така е. Емилија, овде ќе ви се заблагодарам за разговорот. Ќе ве посетиме повторно. Здравје Боже напролет, кога ќе расцвета, ќе расцути се тоа околу вас. Грижете се и понатаму за растенијата, ви го разобавуваат и просторот, и денот, и животот. Верувам, затоа што сте човек кој што се грижи не само за растенијата, туку подеднакво се грижи за животните. Еве ќе кажеме дека чувате 5 кучиња и 2 мачки во моментот, така? А некогаш биле и повеќе. Да. Ви благодарам на поканата. Благодарам јас.